Метеш и колони, патувањето меѓу Прилеп и Битола е вистинска авантура, зашто додека се гради новиот автопат, сообраќајот е пренасочен по стариот регионален пат кој минува крај Логово, Тополчани и уште неколку пелагониски села. Локалните жители бараат оваа делница од коридорот 10 да биде завршена што побрзо. Новиот автопат ќе значи поголема безбедност и побрзо патување. Тоа ако го направат што може најбрзо треба да се направи, оти голем проблем е данас. И за сите, и за со трактори, и за се, не можеме да тегуваме. Што сега требаше да биде? Оттежнато е возењето и колку може побрзо, толку подобро за сите нас. И додека од оваа страна на Прилеп сите едва и го чекаат автопатот, од другата страна проблем. Изградбата е отежната зашто дел од сопствениците на имоти, пред се луксузни хациенди со базени и градини, во селото Ореовец речиси 2 години не дозволуваат пристап до државниот каменолом, од кој треба да се вади градежниот материјал. Тврдат дека биле загрижени за животната средина, иако сите анализи и контроли го велат спротивното. И додека Ореовец блокира, последиците најмногу ги трпат жителите на Лагово и Тополчани, но и на Прилеп и Битола, па и цела Македонија. Треба да продолжи потребение, да, сигурно. Треба да работат, да. Треба да се изградим. Проценките се дека штетите од овие блокади може да надминат дури 150 милиони евра, поради пенали кои би морала да ги плаќа државата, но и поради трошоците за купување на материјали од приватни искупувачи, наместо од државно земјиште. Во меѓувреме целиот сообраќај останува пренасочен по стариот регионален пат.